Хуманитарната организација Бидијали и годинава собира новогодишни пакетчиња за сите оние деца кои не можат да си дозволат или семејствата кои што не можат да си дозволат пакетчиња за дечињата. Али добро утро. И оваа година си активен, особено во овој период кога треба да бидеме хумани, да даруваме. Позади нас има веќе дел од пакетчињата. Тоа е акцијата која што тија започна, истата ќе трае до 24 декември. Ќе можат сите хумани граѓани да донираат, на кој начин ќе ни кажеш и ти, а веќе на 25 ќе почнеш да ги делиш и да ги радуваш дечињата. Добро утро. Добро утро, фала што дојдовме. Чест ми е вака што видовме тука на утренски часови. Се надам дека кампањата веќе е 6-та година поред што правам од 2019-2020 тука што бевме и се надам дека ќе успееме заедно да израдуваме дечиња се повеќе, да не оставиме ни едно деченце да не влезе без ни едно пакетче за 2026-та. Да бидеме похумани, да бидеме поактивни, да помогнеме колку што можеме заедно. Така. Колку досега се собрани пакетчиња? Значи до вчера стигна околу 800 пакетчиња. Тоа е добро, се надевам дека до 2000 комада ќе стигнеме. Затоа што и за поттик ги тераме луѓето, фирмите, предпријатија, хуманите, затоа што знаеме дека без медиумска поддршка и без хуманите во Македонија не можеме да направиме ништо тоа. Така. Сам не можам ништо да направам. Да, затоа сме ние тука и фирмите, како што кажа, сите да се приклучат во оваа организација, која што веќе добро позната. Кажа ти дека 6-та година поред веќе организираш оваа хуманитарна организација собирање на пакетчиња. За кого се собираат пакетчињата? Каде ќе се донираат? Значи, пакетчиња се собираат пред дуќан кај мене, ги носат и луѓе пријатели, а нема да ги делиме дечиња за богати и сиромашни. Сите дечиња се за мене еднакви, дали со посебни потреби, дали со живи здрав деца, за мене се еднакви. Вчера бев така на една ситуација, видовме дечиња што беа со аутизам и бев таму лично присутен. Видов дека и на нив им треба топлина, тоа е и го доживав лично на представата. И сакам да кажам дека секое детенце и да го знае нашиот мајчин јазик, да не го знае мајчиниот јазик, да помогнеме еднакво. Така, значи на сите оние кои што им ја потребна помош, прво за нив, па потоа секако ќе има и за сите дечиња, во зависност од тоа колку пакетчиња ќе се соберат. Сите оние граѓани кои што не следат, ја следат утринската Канал 5 и ова интервју, на кој начин може да се приклучат да донираат пакетчиња? Дали се купуваат готови пакетчиња, финанси или посебно да се купуваат, не знам, чоколади или жавчиња што се има во пакетчињата, или сами треба да ги направат? Сега имам два врста на хуманот со пакетчиња. Едното е со пакетчиња за деца, со шоколада, со такви работи, а другото ми е ги замолувам што бев во клиника кај што се деца со леукемија што беа, таму бев присутен, со докторот Реджепи договоривме да нема пакети со храна, туку да имаат пакети со некој играчка, со некој украсче, затоа да им дајме на нив, затоа што знаеме дека тие имаат посебен режим за храна и да ги израдуваме барем со некоја играчка да имаат. Знаеме дека и тие се први се од сите деца, тие се борат и за живот и за да обстанат во животот, да им бидат најмили на фамилијата и да не ги забораваме нив. За нив ми треба, сега пак ќе апелирам, ми треба 110 комада пакетчиња и им ветив дека на 22 ќе ги однесам во 10 часот, се надам дека ќе успеам. Така, ајде еве уште еден апел ќе испратиме, значи играчки за дечињата на клиника и пакетчиња за социјално загрозени семејства. Така? Да. Ако сакаат да донираат и за две пакетчиња, ли може да направат едно со играчка или една играчка и уште едно пакетче за други деца. Секако пакетчињата се наменети за деца, па нема да погрешат граѓаните што и да донесат. Како помина изминатите години, али овие во предновогодишните организации кои ги правиш хуманитарни акции? Колку народот е хуман, колку се помага во овие денови кога нели велиме треба да бидеме хумани, да си помагаме. Тука се и трпезите, нели новогодишната ноќ, па потоа Бадник, Божик ни следуваат празници. Колку знаат да бидат хумани граѓаните да донираат? Значи хуманота во срце треба да бидеш. Во Македонија се покажа народот дека обединет, дека за хуманост кога ќе дојде нешто да се помогне, помагаат без обзир на вера нација. Тоа и го доживувам и ден денеска се трудам и тоа да го направам и успевам и заедно со луѓе имаме доста членови во групата и се помагаат. За храна, свано ми треба многу храна, тоа што децава знаеме дека им треба. За жал, пак ќе кажам, и пред некое време каже и нашиот премиер дека во Македонија има многу разведени семејства, за да таквите семејства кога им треба и храна, се разделуваат, проблеми си имаат во семејството, но ние како хумани луѓе да помогнеме, да не оставиме нивните дечиња да гладуваат.
А на 21 во Ало кафичот во Капитол имам хуманитарна забава со тие средства што ќе се собере таму, ќе имаат дел за купување за храна за Божик и за и за Нова година, а со другите дел на средствата што ќе се собере ќе бидат пакетчиња за деца. Еле, сте благодарам за одвоеното време. Верувам дека и годинава ќе се покажеме како хумани и ќе помогнеме или финансиски или со пакетчиња на сите оние кои што им е потребна помош. Ти благодарам. Се надевам дека ќе успееме заедно и затоа што ќе помогнеме хумано ќе биде и во Македонија ќе имаме мир и соживот и љубов.